Процесот на студирање не смее да биде изолиран од праксата и таа врска треба да се продлабочува, вели професорката од економскиот факултет при УГД Тамара Јованов-Апасиева. Студентите сакаат да изградат вештини кои ќе им помогнат подобро да се пласираат на пазарот на трудот по завршувањето на студиите, а затоа им е потребно да ги следат сите промени и иновации што ги прават компаниите и институциите, со цел да го надополнуваат своето знаење. Една од основните грижи кај нас на младите луѓе е каде по студиите, како ќе се вработам, за колкава плата ќе можам да работам, во какви услови ќе работам и нормално е за младите луѓе да си го посакуваат најдоброто за себе, така? Сега кој треба да го создаде, да ги создаде условите и што е тоа што ние треба да го направиме за да дојдеме до премостување на јазот? Тоа е процес кој што е известно дека ќе трае подолго време. Не можеме да го решиме за еден семестар, за една година. Но има модели кои што дозволуваат да одиме во правилна насока за да дојдеме до општество со високо ниво на иновативност во истото, земајќи ги предвид тука секако високообразовните институции, но и другите засегнати страни. Кои се тие модели или на кој модел е базирано нашето размислување од каде што се поттикна идејата за форумот? Тоа е петкратниот хеликс, модел на петкратен хеликс, кој што подразбира дека во рамки на едно општество, за да дојдеме до решение на проблеми, истите да бидат иновативни и да имаат додадена вредност, неопходно е високообразовните институции да соработуваат во тесна врска со повеќе други чинители. Тука се другите државни јавни институции, задолжително индустријата и реалниот сектор, понатаму медиумите, како дел од целата приказна и можност за информирање на пошироката јавност за она што се случува, па дури и влијание врз промена на однесувањето во еден позитивен контекст и секако граѓанскиот сектор и пошироката јавност. Без ваков пристап и соработка тешко ќе се постигне било каков напредок и иновативност во општеството, смета професор Јованов-Апасиева. Затоа УГД разработиле повеќе модели на соработка со институциите и бизнис секторот. Нормално се подпишуваат меморандуми за соработка, но во склоп на нашиот универзитет имаме и Центар за кариера, кој што има голема база на работодавачи кои што можат во рамки на своето секојдневно работење да вклучуваат не секогаш редовно вработени лица како студенти, но заради тоа можат да вклучат од друга страна практиканти, така да им оставаат простор и под менторство во рамки од неколку месеци во текот на годината, а тие млади луѓе да се запознаат со она што се случува во компаниите, со она што се случува во реалниот сектор, да видат како знаењето кое што го имаат стекнато и тоа како е применливо во рамки на секојдневното делување на тие компании, организации, институции и така натаму, зашто не мора да биде нели секогаш само приватниот сектор во прашање, може да биде граѓанскиот, јавни институции и слично, во зависност од областа. Понатаму, освен пракса, тие компании и соработката и во таа насока треба да се гради, можат да учествуваат во нашите предавања како предавачи од пракса. Наместо да чекаме студентите да отидат, секој од студентите да отиде во компаниите, да ги донесеме компаниите кај нас, да влезат во предавањата, да покажат алатки, методи, софтвери, технологии, процеси кои што се активни, кои што се релевантни, кои што се во тренд и кои што младите треба да ги знаат, да осознаат дека е потребно да ги совладаат за да можат да излезат на пазарот на трудот со применливи и конкретни вештини. Од друга страна, може да се соработува и на начин на кој што го направивме тоа во рамки на форумот. Можеме да ги повикуваме на настани, да ја сослушуваме нивната страна од приказната, да седнеме на маса со нив и да предложиме можеби иновативни решенија во поглед на дел од наставните програми, ако навистина нели согледаме дека има таква промена и потреба на пазарот. УГД организираше и форум на кој освен професорите од универзитетот, присуствуваа и зборуваа и професори од средните училишта, студенти, представници на бизнис секторот. Целта е да се подобрат меѓусебните врски, но и да се дејствува заеднички во поглед на образовните програми и општествените предизвици.